Етно фолк студио од Куманово годинава одбележува 5 години од своето постоење. Една од предвидените активности по повод годишнината од основањето на ансамблот е ревијата на народни носи, кои ги представуваат сите етникуми кои што живеат во Македонија, која ќе се одржи утре вечер во Занаечискиот дом со почеток во 19 часот и 30 минути, информира председателот на Етно фолк студио Пјерица Димковски. Ние сега оваа ревија ќе представиме етникуси од цела Македонија, значи тука се етникуси босанци, доселеници, српски костими ќе имаме тука, ќе имаме влашки костими, турски костими, така да од сите етникуси кои живеат во Македонија, моментално ќе биде представени 19 костима, облековни, значи со облековни елементи, значи нашиот ансамбл е богат со облековните елементи, да видат како изгледале, значи во минатото како се нашите баби и дедовци облекувале. Поред трета ревија, што ми е многу драго, се поклопила како што треба да биде. Не застануваме тука само со оваа ревија, што можам комотно да кажам, дека наредниот месец спремаме уште една ревија, тоест во месец февруари, така да секој месец ќе имаме по една активност. Зошто? Затоа што ова не е јубиларна година, 5 години од постоење на Етно фолк студио и ќе се покажеме во најголемо светло. Ќе шетаме низ цела Македонија и ќе имаме и во македонски, значи вон граничност наша, турнеи кои ќе се одвиваат, значи ќе одиме во Република Турција, имаме преговори за Република Босна и Херцеговина, тоест за Бјелина, за Јабланица, Коњиц, богата година ќе ни биде оваа година. Околу 100 члена брои Етно фолк студио, поделени во 3 возрастни групи. Моментално имам 3 групи, од кои што е најмалата група броиме 44 ученика, по средната или јуниорската група броиме околу 30 членови и сениори, како што велам тоа 77. Тука имаме некако околу 20 наши баби дедовци кои се уште јас учам од нив што се работело во старото време, за да можеме научат на правилен начин да го покажеме и прикажеме она што треба да биде прикажано. Сите подготвителни активности на Етно фолк студио од септември годинава се изведуваат во основното училиште Вук Караџиќ, а се поддржани од општина Куманово, посочува Димковски.